Драги гледачи, добар ден, добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш подкаст Демократски импулс. Денеска можам слободно да кажам дека имаме на гости еден навистина интересен лик, се работи за професор. Многу би било несвојствено доколку почнам кој е, заради тоа што сите во неговата фела го знаат кој е. Се работи за професорот Братислав Зафировски. Братсо, добар ден и чувствувате се како дома во наше студио. Добар ден и фала ти за поканата. Вие сте фронтмен во групата Лепи Сол, би рекол. Фронтмен. Па еден од. Петиот член ме вика едно време беше тој некој. Равноправни член, иначе да. И сте многу интересен гостин за нашата јавност. Заради тоа што мислам дека буквално ние се познаваме така некое прилични неколку години, но ако смеам да заклучам, не се имате многу појавувано во подкасти во такви работи, па сега буквално мислам дека имаме што да си кажеме. И нашата јавност е жедна да слушне што се случувало позади завесата. Да, многу работи се случувале веќе овој, јас одамна го имам поминато пладнето на мојот живот. Многу работи се собрале, многу интересни средби со многу артисти, ликови и таленти ги викаме ние кои што се стануваат пред микрофонот. Како што спомнав и во најавата, глупаво би било да го прашам кој е Братсо Зафировски, заради тоа што сите во вашата фела буквално ве познаваат, но можеме ли да кажеме кога беше моментот што одлучи за да вие станете тоа што сте, за да се занимавате со аудиовизуелна уметност? Па, кога беше моментот? Тоа беше релативно доцна. Јас подолго време ме интересираше тоа уште како дете. Сум бил многу љубопитен, многу ме интересирала техника, поготоа радиотехника ме интересираше. Радиото беше за мене фасцинација, прва фасцинација у живот. Уште као многу мало дете, радио Скопје, секој куќа имаше радио, старовремско со лампи. Тоа светеше магично и глас некој многу пријатен. И знаев да гледам од позади радиото, да дзиркам меѓу тие електронски лампи. И викам, кај се овие луѓе, кај се скриле тука? Гласовите, да. И таа фасцинација ми траеше многу долго. Некаде на второто, трето, четврто одделение се зачлани во аматерскиот клуб, радио аматерски клуб, U5CYZ. Тоа беше македонска краткобранова должина, каде што аматери, радио аматери остваруваа врска со цел свет, бидејќи се работеше на кратки бранови и можеше ноќе да се слушаат многу безброј станици такви кои што комуницира со морзова азбука и со говорна оваква. Вие си имавте ваше радио? Не, тоа беше клуб на народна техника, радио клуб U5CYZ. Тоа беше адресата Југославија, петка беше Македонија и CYZ беше на самото радио. Имаше таму аматерски радио клуб. И задача ни беше да научиме морзова азбука и да пробаме да искомуницираме, да праќаме повик, цеку од тој таа адреса и чекаш некој да ти се јави. И ако воспоставиш контакт, ако ти одговори некој, тоа е, значи, супер, си остварил врска, успех, само даваш потврда дека си го чул и после по пошта, после еден месец, ти доаѓа картичка една од клубот со кој што си остварил врска
и ти треба да му пратиш од нашиот клуб, да му пратиш таква поштарска заемна соработка. Заемна соработка. Така беше интересно, кратко траеше тоа, после други работи почна да ме интересираат, музика. Мојот постар брат веќе имаше онаков бенд кој што беше нели по примерот на Битлси, четворица другари школски, се собраа со акустични гитари, со тапани беа кутии од самопослуга, само чинела и добаш некоја купена. И свираа песни од Битлси или од Шедоуси или од Ролинг Стоунси, и ние као клинци со другарите мои врсници ги гледавме у подрум преку пенџери и слушавме како свират они. Како се викаше тој бенд? Они се вика The Children. Децата. Да. И така, слушав они што слушаат, значи таа музика од 60-тите, крајот на 60-тите години, и потоа веќе кога заврши основното образование, веќе во средна школа, малце посериозно се најдовме пријатели, другари, групи се составува. Тогаш веќе свира група Пу, тоест Потоцна лева патика, сме иделе во Скала, кај хотел Панорама горе на Водно. У тоа ли време беше тост сендвичи, Дарио Валереневски? После тоа, да, тоа, Потоцна се јави и тие. Во моје време беа Шарпланинци, Бист без имени и така, некоја игранка се сеќа. Да, чудни имиња. Кој членува во тој бенд The Children's? Другарите на брат ми више сум ги заборавил како се викаат. Нешто да, не, војавно. Тоа беше чисто аматерски и така, пошто ако фризури, Битлси и така натаму. И секој што свираше каков инструмент, тој беше дали Џон, дали беше Пол, дали беше Ринго или така натаму. Вие што свиревте? Јас не свирев ништо. Дури негдека четврто, пето деление направив еден бенд со комшиите, заедно у школа одевме, се викавме The Lions и видиш таа прва песна ни беше учиме мајко караме, онака најпросто. И толку беше таа 3-4 проби и тоа после се запознавме со луѓе кои што свират, гледавме електрични гитари, рок бендови од тоа време. Ги спомна веќе кој. Шарпланинци, мислам дека беа нивни игранки ги вика, па група ФИС од Сингелич и до таму сме иделе да идеме на нивна Игранки се правеле? Да, игранки обавезно со столчиња по крај. Ние бевме клинци, мислам 14-15 години, 16 прво излегување така. Каде се правеа тие игранки? Паметите вака? Па локално во населбите, секој имаше по некоја или домна култура или некакви простори, хангари. Знам, Сингелич беше еден хангар, после излезе група Тор, од каде што испадна и Аки Рахимовски и тие. И така некако втора, трета година се запознавме со двајца момци кои што веќе свират, има и гитари електрични. И со нив некако се приклучивме со мојот школски другар Данило, доктор Данило, он е стоматолог, протетичар. И тоа ни беше за нас голем. Музика многу слушавме, Джими Хендрикс, Вудсток беше тоаш, нели, 68, негде 69. И така, мислам, тоа е... Сега, ако почнам хронолошки, до Сабајле можам да зборам за да идеме нешто. Слободно, ние сме малку по-така широк формат за разлика од телевизија, по-опуштен така. Да, и веќе кога почна да се дружам со тие професионални, да ги кажам, музичари, и гледам, они многу добро свират. Мене ми беше проблем тоа малце прстомет и такви работи, па ме болеа прстиве, овие јаготките од жициве. Викам, ова ме нервира. Со прсти свиревте, без... Не, со трзалица, ама левите, кај што ги стискаш праговите жиците, тука првите жици се многу тенки. Више, треба да стиснеш убаво за да излезе тон. И викам, зашто кој има многу бољи од мене свира, сега што ја тука ќе се плеткам. Мислам, знаев нешто да драпам 3-4 акорда. И престанав да свирам. Може понатака, кога некако
почна да се среќам со хипици кои што патува за Индија преку Скопје, возовите тогаш беа, мислам, многу лесно сообраќајно средство. Се качуваш на воз и до каде преку на картата Интеррейл, да. Да, имаше Скопска железничка станица беше преполна. Нокните возови што доаѓа, не знам, одгоре, че се секакви луѓе, хипици со долги коси, интересни луѓе, па ќе се цимне пола в Скопје, идеме тука, ајде видиме што е, каков е овој град, па се среќававме со нив, се дружевме. Фактички светот ви го носеа буквално дома и вие можевте да го видите светот преку возот. Да, југословенскиот пасош беше неприкосновен тогаш. Онака кој ќе го виде сите граници, немаше за нигде визи, освен за Русија и не знам за каде негде, за Америка. Европа беше слободна, уопште не требаше ништо, само пасош. После Југославија, кога првпат го виделе нашиот пасош, македонски, во Франција се чуделе неколку часа, што е, од каде се? Да, сигурно. Па изгледаше како здравствена книжка тој плавиот, или првиот. И со многу малку листови. Јас со тој сменив едно 4-5 пасоши за 4-5 години. Ќе се наполна страници, затоа што веќе тогаш, кога се осамостоивме, веќе патувавме во Европа. Лебисол, мала беше Македонија, мислам, ќе свртиш 2 пати годишно и више си досаден, но се отворија патишта во Европа, не бара во Англија, во Франција, во Данска, во Чешка, секаде и излегувавме надвор и многу печати. Планот ми е така малце повеќе да говориме за Леписол, се подразбира и зошто. Сега би сакал да ве запрашам, какво дете, например, бевте вие? Дали, например, не знам, мирно, дали некој така белјаджија, не знам? Па, бев молчалив, чутлив, што ви кажат. И како подпрашање, како го достигнавте врвот на вашава кариера, например? Уште не сум го постигнал врвот. Еј тоа е. Се жала. Да, бев ситно дете, онако палаво, брзо, така, жилаво. Значи, острумно. Да, мозоков ми работеше 200 на саат. Не сакав многу да зборам, главном слушав што зборуваат другите и онака си викам се како да го склопам јас со моите мисли, си ги канализираш. Така некако средна школа почнав и да читам книги, поинакви од тие што ни беа, тие ги прочитав сите лектири. Мислам, учев во Емуц, се запишав во средно електротехничко училиште, во Емуц, и за разлика од сите мои другари кои отидеа по гимназија, идеме, кај отидеве ти, вика, таму Емуц, тоа нема везе. Тоа беше конкурс, на еден конкурс се пријавив од Македонски Телеком, тоест тогаш беше ПТТ, организацијата за телефон, телеграф и пошта. И имаше конкурс за 40 ученици кои што ќе бидат стипендирани. Се отвара паралелка за телекомуникации. Тогаш поштата почна да се гради и решија да создаваат кадар, техничари, да создаваат за тие нови централи што се уведуваа. И така јас се запишав таму, пошто ме интересираше и техника. И тоа го завршив и во средна школа веќе почнавме да читаме друга литература, да слушаме многу музика со пријателите, комши, другари од мало и така натаму. Би сакал да ве запрашам едно интересно прашање. А тоа е, кој е вашиот, например, совет за она што се вика живот, за она што се вика преживување, нели, средства фактички за живот. Дали можеби, зашто многумина има, еве, вашата професија е ретка, например. Така. Не е секојдневна, би рекол, еве, без некоја си навреда, него тоа е факт, тој ве прави уникатен впрочем, не, тој е пофалба. Многумина би се откажале уште при првата помисла кога би им кажале, еве, нема тоа пари, например. Или гледај си некоја друга работа, не знам, студирај, не знам, економски или
Дали може би според вас треба да се сака тоа што се сака по секоја цена, без разлика колку тоа носи приходи во моментот, и да се работи на тоа нормално да може да се опстане и да се живе понатака, да се смисли, да се најде некој си модул, или да се скршни од патот, например, буквално како што го прават тоа сите, да се линија на помал отпор, да се работи она што го работа. Сите за повеќе пари. Па не знам, такво беше и воспитувањето, тоаш комунизма, ново општество, социјализам, еднаквост и така да ја немав некои планови за еднината, врска немав што ќе бидам, нити знаев тоа што е мислам, знаев дека нешто се работи со телефони, со тие работи. Ни кажува тоаш на првите часови демек иднината е во телекомуникациите, ќе има бежични телефони, ја онака си се мислувам со оние црните телефони, идеш по улица и си викам, како е сега се урукава, ќе го носиш тој тежок телефон и ќе збориш на телефон. Така малце наивно, но да, треба да си го, да го правиш тоа што те радува, што те весели. Мене ми било многу интересно кога сум пробал први слушалки, кога сум ставил на уши. Мислам, ете на радиотелеграфија, тие звуци на кратките бранови, тука се мешаат една до друга, се илјадници станици и со тие пропратни несакани ефекти, фейдинг, што се вика, кој ќе почне да се меша станиците. Тоа ми беше многу интересно, тоа некаква музика, некаков нов свет. Читав science fiction, тоа баш така ми изгледаше, као да е нека комуницираш со цела вселена. И да, треба да го работиш тоа што те весели, што знаеш, што те привлекува, и така се поише ќе се интересираш за таа конкретна работа и ќе дознаваш, ќе креираш нешто. Звуци ќе правиш, па слушаш музики, многу слушавме и разни влијанија од најобичен рок, да речеме, у тоа време. Битлси нормално, Битлси беа букварот. Сите нивни песни, сите нивни албуми беа навистина откритие, многу мелодични песни, многу убава музика беше тоа, просто да не веруваш. Па има Југословенската радиотелевизија, се сеќавам на тој настан 68 година, нова 68, All You Need Is Love на Битлси беше пренесувана преку Евровизија, го гледавме и ние дома на телевизор. И тука ги видовме живо сите членови на Битлси мрдаат, не само фотографии. Тука беа и од Ролинг Стоунс и Мик Джегер и полно познати фаци на таа новогодишна изведба на All You Need Is Love. Така да, така се учи, се дознава и ја засакав музиката едноставно. Кога заврши средно училиште, јас решив да продолжам на факултет, на електрофакултет. А другарите на брат ми постар 3 години од мене, веќе негови 20 другари веќе запишани беа на електротехнички факултет, од гимназија таму. И дур почнав да студирам, веќе многу поише музика ми се допаѓаше тоа, негде 76-та, 77-та, па се здружив со некои локални групи, како што е, сега, тие многу кратко траја, да пример, група, почетокот на групата Триангл, се вика пред тоа Вакуум, значи тие тројца од Водно, правеа нивна песна дури на снимање Јана Мома, таа више у фонотека има, Јана Мома некој хит. Тоа беше рок со примеси на фолк, го вика, пеењето онака народњачки, а рок, нели, матрица доздоа, чист грув рокерски. И тие беа почетоците. Понатака више почнував и да патувам. Автостоп ми беше многу интересно со еден другар. Да, автостоп патував. Во светот или? Тука прво Југославија ни беше. Цел Јадран го пројдовме автостоп. Сте имале некоја непријатност со тие автостопови? Не, немало. Сите беа многу пријателски расположени. Знаеш да чекаш и по 3 сата да дигаш со прстов на вако, па број школи, па такви работи, утепуеш време, но тоа е патување, видиш како функционира тоа автопатот, доживувањата, па различни возила, или некој спор камион ќе влезеш, па клај. Тебе не ти се прави муавет, шоферот сака, све се распрашуват, кај стижеш, како сте. Да, патување е одлична работа.
читање книги и тоа е така. Кои се вака државите што сте ги поминале со патување надвор од Југославија вака? Така, јас патував тука локално нешто, до Турција, до Унгарија. Со мајка ме носеше по некои такви туристички патувања. Сум бил во Русија, Москва, Ленинград, такви некои со путник. Организирано све, да. Ленинград ни е близок по песната на Бајага. Да. Руски воз. Руски воз, да. Легендарна. После тоа што 2-3 пати со Лебисол сме возеле натака во исток. Највеќе со Лебисол патувавме. Токму и сега баш сакам околу Лебисол да ве запрашам. Не напред ми сакам да ви кажам, вие сте еден од професорите, еден од личностите што ги почитувам. И токму и за тоа и ве запрашав ова околу екзистенцијата фактички и околу професијата, заради тоа што сепак еве и јас бидејќи знаете се занимавам со соколарство, тоа е исто така па реткост и буквално успеав ете во Македонија да го доведам соколарството не баре на фаза на професија, да се заработува со сето тоа. Така да ми беше многу важно вашето мислење. Сега сакам да ве запрашам околу Леписол, како настана овој бенд, впрочем што стана име во Југославија, не во Македонија, во Југославија? Па они се 76 година формирани и да, така, настанале од локални малски групи. Кај мене од зграда живе во Карпуш 1, во кулата таа, покрај таа малата пошта, после Симпо, првата кула. И од гаражите доле гледав нешто, пишува Јегулје. Јегулје пише на латиница. Викам, што е ова Јегулје? После дознав дека тоа било на Бодан Арцовски, бас-гитаристата, негов бенд. И така, бендови се запишуваа како графити, се подпишуваа, да. И тоа беше прашање калка 15. Како настана впрочем вашиот бенд? Да. Леписол. Добро, они се здружиле, више ги знае, постоја Лебисол. Јас, они ме викнаа, пошто веќе се бавев со како техничар тоа време, така ги викаа луѓе што се со бендот, што им организираат местење бина, појачала, озвучување, миксети, микрофони. Вие сте во позадина најважниот човек. Па така некако доаѓа, да. Тогаш ги викаа техничари и веќе бевме со тој пред да стане Триангл, ствари групата Триангл, во кој што беа Борче Стоевски, Бек Трпковски, тоест Бек Трпковски и Кокан Пандиловски. Они беа групата трио, класично рок трио, гитара, бас и бубањ. И со нив бевме мојот другар Данило, доктор Данило, како светло, со светлосни ефекти, а јас како тонец тука, појачало, јас имав некој касетофон и сите проби нивни ги снимав со 2 микрофона, на исти еден влез. И тоа ме интересираше и онака преслушувавме. На другарска база започна? Апсолутно. Ние сите бевме деца од фамилии просечни, дома не ранеа, мислам, джепара с некој ситен за кино да отидеш или нешто да побараш некоја желба, ако си одличен, ќе ти купиме или така натака. Но како што спомнавте, во тоа време, например, биле така неколку други бендови, но никој од нив не ни успел ни приближно нешто да направи како што го направите тоа вие. Да, непрофитна организација. Така беше. Што се разликувавте вие од останативе, например? Дали можеби толку? Што се разликува? Значи, веќе ние се гледавме на Корзо пред Ванила, тоа се одвреди трговскиот центар, градскиот трговски центар, и тука беше збиралиште за млади, и тука се собираа луѓе од такви групи, познаници, па се запознававме, па енеги Лебисол, енеги Пу, таму, тука Триангл, па така некои муавети. Така, имаше некоја компетиција кој е боли гитариста, па ги споредувавме со светски гитаристи, нови бендови, многу бендови излагаа многу добра музика, почна музиката да се менува, не е класично на као Лед Цепелин, Блек Сабат, тоа време почнуваат да излегуваат. И они веќе постоја, го снимија првиот албум,
после да дознав нивната приказка, концерт на Ајдучка чешма, предгрупа на Бело дугме, тука прв пат пред огромна публика, преку 100.000 луѓе на таа Ада Циганлија направиле Бело дугме концерт, но Лебисол настапил као предгрупа со неколку песни, 4-5 песни. Кај нив е уметноста на свирење, умењето за свирење. Сите они се одлични инструменталисти. Гаравет Тавитјане, најтемпераментниот бубњар на Балканов, можеби. Бодан е многу педантен, стабилен човек и така. И слушал секаква музика. Они веќе биле длабоко во джез рок музиката, како правец кој што излагал тука крајот на 70-тите, 60-тите години. И таа средба со нив ми отвори уште еден огромен спектар на нови музики. И се поише и поише почнавме да копаме по музики, пријатели носе од Англија плочи и така натаму, така учевме од омотите на плочите, ги гледаш, едва чекавме да видиме слики од студио или нивни настап, тоа што се сликаа бендоеве како кукли, тоа не интересираше, меѓутоа мене ме интересира тие мали слики од студио, па со она лупа за увеличување гледаш, зумираш да видиш тоа какво појачало овој свири, какво му е гитарата, какви бубњеви. И така музички филмови исто се Вудсток го гледавме у кино, у МКЦ во Фросина. И тука на големо платно гледаш бенд, онака многу добро. Музички филмови со Елвис Пресли, со Битлс и Хелп, кои све сме гледали тука у Киновардар и во култура. Еве, например, вие се занимавате со, како што спомнав, аудиовизуална уметност, тоа ви е професија, значи невиден слухист, знаете и секој тони така натака. Се пушти еден муаве дека вашиот гитарист, мислам, еден од најдобрите тројца гитаристи во светот. Не знам дали вака вие го делите тоа мислење според тона според. Да, мислам, он е голем гитариста, сега кој е најдобар, немаше тоа, треба све да му се провери и крвна слика и да кажеш ова е најдобар. Мислам, не е тоа трка. Затоа би го ставиле вие еден од, ако не тројцата, пет Не, да ставиме 10, затоа што не е само ова време, сега има нови што може не ги знаеме, имало и пред тоа некои као виртуози и така натаму, мислам, тоа, дали е виртуозноста, да, он свири со срце. Срце свири, тоа и мозокот. Самоук мислам, нели? Самоук, па, сите се самоуки. Стварно? Сите се самоуки. Илија Пеовски, познатиот композитор, джез композитор, он вика како овие луѓе вика може да свират без партитури, вика тоа е многу тешко. А тоа е, знаеш, таа некоја хемија која ќе се поврзеш и ги учиш на памет песните. Фактички тие луѓе се поталентирани од професионалните па не мора, музичари. Илија Пеовски вика они идат од А до Б преку Ш за да стигнат до тоа што го сакаат. Додека нели кој знаеш композиција, хармонија, тоа го пишеш со ноти. А овие со свирење, со осет, со Владко, например, вежбаше до 12 сати на ден. Кај него дома кој ќе дојдеш, гитарата му е околу врат, електрична гитара, не уклучена и само вергла со прстиве, си збори со тебе, гитарата, нели, која не е уклучена електрична, е многу тивка. Си збори си? Да, пошта ќе дојде на врата, он со гитарата, добро, чекај да пишем, добро, пријатно, добро, си седне на фотеја, се Сите беа, мислам, вежба неверојатно добро, затоа што ја кога влегов у бендот, они веќе го издадоа првиот албум, веќе го има тој настап на Опатија, познат, тој им даде онаков потик, тоа беше искрата што ја запали тоа интересирањето за Лебисол и ги чуја во цела Југославија. На Опатискиот фестивал 76 или 7 година, 77 мислам, освоиле некоја огромна награда. Тука сите новинари од цела Југославија викаат кој е овој бенд. Аберде Донки им ја свира сите вџашени каква е оваа песна, што е ова, мокен звук. Гарабетави, тој ритам, таа бојана гитара, бас, клавиатури, коканди мужески,
мислам, нови инструменти, Moog синтесайзер, електрично пијано, Логан, не беше клавинова, но имаше звук на синтетички гудачи, многу богати аранжмани правеа. Нивните песни беа така некои обработки, преработени народни песни, но со друг ритам, запазен е тој тие седмици, деветки, пошто е познат нашиот македонски фолклор, тоест балкански фолклор. И да, они беа тогаш веќе познати, најнаш се дозна за нив. Излезе првиот албум, ја го чув случајно на гости кај некои пријатели, грамофон и викам, еве го, ова е албумот, и го пуштив плочава и го чув звуков, многу интересен звук, мислам, поинаков од било која друга група што сум ја слушал до тогаш. И ете ти после некое време, почетокот на 78 година, негде во април, звони кај мене дома некој, гледам Владко Стефановски, сега сме се виделе, сме биле на нивни игранки, се вика со гитара. Ирис. Не беше со гитарата, веќе негде околу 9 саат. Здраво, Бојром влезе, јас живеев сам тогаш во еден стан во Карпуш и викаве, сака, ќе идеме на турнеја, ни треба човек што знае, ти нешто знаеш, као демек. Со тонот. Со тон, да, демек. Си се разбирал. Дали сакаш да дојдеш до нас? Ја му викам, да, сакам. Ај, вика, дојди до Тафталиџе, вика, таму пробаме, дојди да се видиш со бендов, треба за 2 дена да тргаме на турнеја низ Македонија. И отидов таму, заедно отидовме, дојдов подрумот кај Бодан, огромни звучници од озвучување, ново се, миксета нова, од Англија купена. Они после тој успех решиле да почнат, пошто пријателите со Дугме, техничарите на Дугме им рекле, ќе купите ова. Отишол тој Златко Холд, техничарот на Бело Дугме, со менаџерот на Лебисол, Самил Дуковски, и со Владко отишол у Лондон, со авион, и правил фабриката на Soundcraft, миксета Soundcraft 16 канална, тогаш нова фирма, Soundcraft серија 1. Дајте ми оваа миксета, спакувана у flight case, фина, целата вградена во таков алуминиумски заштитен кейс. Звучници, све што требало, скретници, микрофони, сталци, све собрале од таму, купиле, земале кредит, менаџерот земал некои 20.000 марки, целата опрема донеле, театар, драмски театар им ги спакувал, звучите кути им ги направил, правени се тука, по пример на озвучувањето на групата Пу. Он има некој си, како се викаше, тој систем на електровојс некој, и кутиите нивни оригинални, може да ни даете бас кутијата, може среднотонецот да ни го даете. Овие мајсториве од драмски театар, Тишлериве, тук скова еден разглас направиле, по 2 бас звучникот по 500 вати, горе среднотонци со кути и најгоре хорни високотонци JBL. И има озвучување све. И вие доаѓате и го гледате озвучување што у Македонија никој го нема. Па не, таму изгледаше у подрум стајано разгласот, не го собира да го наместиш као озвучување, кутии само се стоја, пола свира, гласно, онака, нема пофасцинантен звук. Бенд кој ќе му отидеш у гаража, кој ќе грунат сите у тоа затворено простор, а овдека па уште помокен звук, бидејќи имаше и озвучењето уклучено. Викам, имате упатство за ова миксета? Да, едно тенко книгиче. Викам, ја ќе вземам ова вечер. И не знам, утре дента, за 2 дена требаше да одиме негде кај Струга, прв концерт у Струга. У Домот на културата, кај што се струшки вечери на поезија, кино, што ли е, со околу 500 седишта сала.
со таков кабел мултикор за од бина до миксета. Миксетата можеш да ставиш во публика, значи долг кабел. И некакво осветлување од театар. Утредента дојде кај мене Љупчо Богдановски Љок. Љок е мојот ратен другар. Ние заедно ратувавме за Лебисол. Војниците бевме ние, пешаците. Истоваравме опрема, местевме бендов ќе дојде, тонски проби, ќе отсвират. И тоа беше наш... Сето тоа го правевме за да ги чуеме Лебисол живо како звучат онака. Ни свира, мене ми свира. И Љок исто на бина седеше со рефлекторите, жолто, црвено, бело, осветли го. И така тука почна онака, баш, викам, првиот која просвира на една штонска проба, дум-дум, бам-бам, 1, 2, 1, 2, ајде сега да чуеме една песна и која засвира, мене само онака пот ме обля и се најажи скроз онака. И викам, како звучи ова, викам, фантастично. И тогаш ми стана јасно дека зависи од бендот, не толку од тон мајсторот. Тон мајсторов треба само да го намести тоа што треба, мислам, да ја стави. Па тоа само не е, па добро, само да, тоа се учи, како вика. Ако if seeing is believing, hearing is an experience. Треба да го доживееш тоа поише пати и све ти се отварат и све погоре веќе си ти е јасно. Јас понатака за секој концерт си правев тој стейдж плот, ќе си ги нацртам тука гитара, тука ување, тука ова. Значи овде ќе стои тој микрофон, овде ќе стои тој микрофон, колку што ги имавме 7 микрофона, имавме и не знам некои кабли за клавиатури директно во миксета. Си цртав се? Да, така да имаш визуелна представа за тоа што го гледаш на бина. Така и ја поставувавме опремата и микрофоните ми беа така наместени, од лево на десно. Значи почне тука гитара, вокал, па почне тапанат. И идеш од лево, последниот тимпан, па ги представаш овие предниве, па ногата, кикот или тапанат. Нескромно, но стварно вие сте најважен во тонов на Лебисол. Да, тоа точно сте ги ставили тука тапанот, тука вокалот, тука гитара, тука. Значи, па добро, јас имав тоа искуство, мислам, искуство со тие малски бендови, гаражни бендови, веќе тука знаев што е, кој е, што е инструмент, што му е работа, како звучи и како сакаш да звучиш. Да речеме, и ти го сакаш да го добиеш тој звук. Многу е битно, мислам, поставката на микрофоните и тоа се добива со експериментирање. Правила у овој занает нема, викаат. Не постојат правила, но има препораки. Значи има препораки како да пристапиш кон некој звук што го слушаш, значи го ставаш микрофонот пред говорникот, така. Затоа служат овие сталци да се намести точно пред говорникот и сега треба да го изнивелираш нивото. Микрофонот, микрофоните се нашиве електрични уши, но не се направени како нашиве уши. Ние сме, тоа е орган, хуман орган, сите цицачи имаат уши, 2 уши. Така, и животните и ние луѓето. И микрофонот има динамика, има фреквентен опсег, тие што се карактеристики на говорот и на секој звук. Но треба да го подеси човек. Да, и сега тие се првите назнаки, значи колку е голем изворот на звук, на таа оддалеченост, многу ми е блиско, како бумјарство сеќам, па го мам, толку треба да биде оддалечен микрофонот од изворот на звукот. Тоа е првиот пристап. Ако сакаш гитара, значи го гледаш трупот, не со севратот, значи на таа оддалеченост треба да го ставиш микрофонот за почеток. И понатака се зависи што бараш, така ќе го чуеш целиот звук. Нормално тука, пошто звукот е наоколу, секаде околу нас, sound is round, и се имаш тука и рефлексии на бојата на мојот глас
влијат и одбивањата од зидот. Значи, тие се први ефекти, па втори, па трети. Звукот цело време се одбива од зидот и стои тука. И така натаму. Тие искуства ги применував и понатака после нијанси додаваш, се доближуваш, па не знам, требало под овој јагол, под оној јагол. Јас имав речиси, не знам, годишно правевме по 100 концерти. Тоа е, значи, секој ден нешто правиш. Но сепак треба да имате добро уво за сето тоа да го слушнете, да го наместите. Па си гооштриш, тоа се оштри слухот. Сега можда ја не сум музикален и ноти нешто научив со тек на време и тоа да знам да читам партитури, репетиции, коде и глупости и тие работи. Дека работев и со биг бендот на радио телевизија Скопје, тоа е фасцинантен звук е тоа. 20 музичари кои одеднаш грунат, тоа е голема динамика, електрична енергија голема. Микрофонот, значи, не е совршено како нашето уво. Он се има ограничување, нели? Максимална јачина, па фреквентен опсек и така натаму. И тоа многу брзо технологијата го совлада и добивме изваредни уреди, но после стана таа психоакустика интересно, како ние уствари го перцепираме звукот. Ние секој различно го прима звукот, нели? Генерално тоа е тоа. Ние не си го знаеме како ни звучи нашиот глас додека не го снимиме. Нас поинаку ни звучи, тоа прв пат кој ќе се чуеш снимен, изгледа грозно. И ова сум ја... Прв пат, да, тие се тие детски болести кои треба да ги преброди еден. Џон Ленон многу си го мразел својот глас. И стално има некој реверб како во купатило, нели? Во купатило има многу рефлексии и гласот ти звучи многу побогато и гласно. И тука обично кога се тушираш со ладна вода, ти доаѓа да се развикаш малце. И тоа е многу интересно. И стално и кај него го има тој еден таков краток реверб, као купатило ефект. И така натаму, тоа е искуство. Значи, дали големо. вие, например, во Леписол, кога сме кај Леписол, некако заменивте на вашата функција или вие сте први кои ве побараа за, како што спомнавте, техничар, аудиотехничар? Па да, заменив еден мој пријател, другар Ситновски Здравко. Ситна и Кљок беа првите техничари на Лебисол и за жал тој прв концерт нивни во аулата на на филолошки факултет при УКИМ таму кампусот. Тука е Лебисол промотивно направиле концерт за повеќе публика. Пред тоа имале у Драмски театар многу успешен концерт со ова озвучење или не знам дали баш со тоа озвучење, но озвучењето го промовирале баш на тој концерт во аулата на филолошки факултет. Тоа е така некако амфитеатрално со скалила, доле се местеле они и никако да им просвири разгласот. Па, луѓе се собрале, почнале, ајде, кога ќе почнете професорите од факултетот, што правите вие тука, они дојдени со тоа озвучење, со еден куп кабли, жици. И не им успела, они отсвириле на крај, што повише инструментална музика без разглас, ама на суво, да, као Битлси, на пуштени појачалата. И поминал одлично концертот, осем таа незгодација, и после се открило што било финта на таа скретница, каде што доаѓа сигналот од микрофоните и од миксетата. Осигурачот неизин не бил до крај стегнат, покажувало дека работи, црвено свети таа дека е уклучена, но не до крај, а самата скритница не функционирала и само го стегнал, тој го викнале, тој Златко Холд од Сараево да види што е работа со озвучење, не им работи. Го стегнале, тука сигурно стрес доживел Ситна на таков притисок, тој е страшен притисок, те публика баш кога те гледа као на дланка од озгора, као да си у арена гладиаторска и сите нешто ајде свират, па почнуваат да беснеат, да... И нема везе тој концерт и после тоа дојде Владко, ете ти нешто чечкаш по техники. Нашиот техничар не го бива. Да, ние веќе јас правев некои пробни снимки со тие мои групи група Бардак беа некои ликови. Тука беше Бруно од Конкорд, бубњарот, па
нонте. Сме правеле такви снимки и дома ги слушав ја, магнетофон си купив од Лондон 77 година, специјално отидов, работев у пошта, преку студентска задруга, работев на монтирање на овие VF сигнали, тие 1600 канали, Siemens монтираше и телефункен ли беа? Германски 2400 канали поштарски, тука занајатов си го научив, лемење, дебланкирање, кабли, чисто технички. Да. Онака перфектно добив хонорар, викам со ова идам у Лондон да си купам магнетофон, таков лентаж. И тогаш беше многу едноставно, само купуваш карта и за воз, со воз влагаш 2 дена јахање и стигаш у Лондон. Преку Ла-Манш и така натаму. Идеш на адреса кај Тома & Компани, тој беше некој југословен, и тука ти да све што ти треба, ќе ти го донесе, плаќаш кеш, пријатно, Со здравје. Да. И имаше финти како да не те оцаринат и такви работи, нема везе, прекршоци се правеа, но се ево, мислам, не се кажува тие финти. Така е. Сигурно покрај толку настави, покрај толку песни, покрај толку музики освирени, имало некои доживувања, некои случувања по тие градови, по тие држави. Памтите ли некоја анекдота интересна што можеби сакате да не споделите? Па да, од секој град имаш различни луѓе, среќаваш луѓе, се запознаваш со луѓе, околу миксетова најинтересни, тие највише што ги интересира нешто. Тука се мотаат, па ти бројат колку канали има, па колку копчиња има миксетова. Местењето на сцената, као циркус буквално, доаѓа циркус во вашиот град, се местиш, се правиш, пробуваш, пушташ публика, магија, сите онака одушевени, насмејани, знаеш, кој ќе видиш дека публиката насмејана и озарена, значи си го постигнал резултатот. Девојки, например, имаше... Девојки се, да, тоа е нормален... Се сиде тоа заедно. Се сиде заедно. Во пакет. Тие, како ги вика, групис, ги вика тие девојките, групи девојки, кои што сака да идат бекстејдж, па да се запознаат. Но тие се општи случки за секој град, но нешто така што се двои некој град... Па имало секакви концерти, да. Мислам, ние многу почесто одевме Белград, Загреб, тие две дестинации, Сараево. Многу пријатели запознавме. Имало секакви случаи, сме иделе по концерти на други групи. И имало патување, возење по пат, дупнати гуми, па доцнење, па имаше у Ниш отидовме, почнавме се местиме, гледаме исправувачот за миксетата, не сме го земале, останал назад, го пративме шоферот од Ниш до Скопје. Така анимиравме публика, нешто све наместено, направено, веќе на памет знаеш како треба отприлике да биде наместено, слушаш на слушалки. Уствари немаше слушање, него буквално на памет на миксетата, на неуклучена. На памет. Да, гейн, више сме имале тие, више миксетата се знаеш, извини. Спомнавте Белград, Загреб, Сараево. Ја би додал и Скопје. По што се разликува публиките во овие градови? Се разликувани или буквално сме од исти материјал направени? Па исто е, на концерт нема врска тоа, знаеш, сам секакви луѓе доаѓаат, мислам, убави луѓе, расположени, сакаат да чујат да... Каде најмногу ве ценеа, например? Па Сараево многу не сака. Македонци, браќа македонци. Белград исто со голема почит, у Загреб исто со голема почит. Тогаш веќе беа и тие врски меѓу Белград и Загреб, како се вика тие поздрав из Загреба, поздрав и Белграда. Песната? Плочи. Не, плочи издаден, цели плочи со бендови, тој New Wave кога почна, која излегува Прљаво казалиште, филм, па не знам, Електрични оргазам Белград, Дисциплина кичме, понатака. Со сите нив се знаевме, се дружевме. И сите кои доаѓаат тука во Скопје, ме вика мене да у МКЦ, да нив да ги озвучувам, со локални озвучувања, мислам,
буквално сите ми прошле под рака. А да не зборувам за естрадава македонска, бидејќи кога се вработи во Радио Скопје, по правилата на службата, ја требаше све да знам да снимам, и сериозна музика, и народна музика, и програмски материјали. Тога да работев и на фестивали. Фестивал е многу интересно да работиш, да ги снимаш тие. Тоа е, секоја песна е друг пееш, разни пејачи да доаѓаат, па тоа е веќе поминале многу такви под моје раце, од народна музика и Цветници сум снимал и дел од Воландо, некои песни. Значи од Цветници до Леписол, Се, буквално. Малку сакам да поразговараме околу професорскава дејност, би рекол. Дали можеби титулата професор ви дојде како круна на вашава дејност, вашиот животен опус, например? Па да, тоа дојде некако као некако достигнување, да, мислам, веќе јас поминав тоа, 50 години наполнив, со музика веќе престана да се бавам, се распадна Лебисол 96 година, 95 декември, ова време, може помен да славиме, престана да свират они заедно. Зошто се растори таков еден? Па едноставно толку замор на Се материјала. раскара? Па имаше некакви си трзавици тука. Да не зборам, мислам, ете тоа, како се вика, Македонскиот менталитет. идејно несогласување, така некако. Околу иднината на бендов кои правеа ке се развија музиката, они почнаа како джез рок состав свира, инструментална музика, па обично по една песна, вокална песна, као хит направена, да речеме, Таласна дужина, Нисам твој. На секој албум, првите 6-7 албуми, по една вокална песна, другото беа све инструментални композиции. И нивната виртуозност и правецото размислување почна да се менува. Кога си отиде Кокан Димушовски, останаа тројка. Сега наеднаш од тој богат звук останаа као трио, но тогаш се беа веќе Полис беа као трио. Но самото прашање си доаѓа. Толку многу виртуози заедно на едно место. Тешко ли беше да се работи со толку многу виртуози? Не, тоа беше баш многу лесно. Ја видим, имав така да се уиграат они заедно. Колку време вежбаа, например? Па пред турнеи, пред снимање на плоча вежба секој ден. По 12 сати или? Не, по 12, по 4-5 сати. 4-5 сати. Владко дома си вежбаше својата гитара. Бодан исто дома, он си зема и професор за контрабас, сакаше да научи да свири. Гарабет, кај него дома у соба му беа бубњевите. Кокан, клавиатурите у неговата соба. Цело време нешто експериментира, си вежба, и кој ќе се соберат, друго е кој ќе се добие таа синергија, па виж, тогаш кога звучи добро нешто, кој ќе прозвучи, тоа беше тоа што ги интересираше, знаеш, да добиеш звук, нешто кој ќе се насмеш, кој ти доаѓа убаво, хармонија, дел кој ќе се, он има песни се со многу делови, многу драматични промени, има така многу интересно и ти ги свириш и секој пат нешто ново ќе се додаде, поинаку ќе почне солото на Владко или не знам, ќе се уфрли нешто, грешка ќе се направи некоја, па онака ќе се насмеат. Тоа е убавината у живите наступи, тоа е као циркус, еднаш го што си видел, што ти промакнало, грешка некоја нема везе, главна е енергијата. Што се знаете само ви. Еве спомнавме околу професорскава дејност, не довршивме тука. Дали, например, еве, спомнавте дека како круна ви дошло на вашиот животен опус, но дали денешна младина, вие сте биле професор во Европа, прима во факултетот, во универзитетот, да, за аудиовизуелна уметност, дали денешна младина, вашите поранешни студенти, имате чувство дека го примиле вашето знаење буквално како што сакате да им го дадете или
можеби не, например, можеби негде сте... Не знам што, ако почнав јас таму, тоа 2007 година се оформи факултетот, тоест универзитетот за аудиовизуелни уметности, каде што се отвори катедра за звучен инженеринг. И тука веќе беше Валентино Скендеровски, па некако, да, се сретнавме со Плевнеш, со Јордан Плевнеш. Напоранешниот амбасадор. Да, деканот, тоест ректорот на универзитетот. Он ме знаеше мене од времето, уште на почетокот на Лебисол, театарски музики, која правевме една представа со режисерот Љубиша Георгиевски, негов текст. И се знаевме и ми пристапи, вика, бе, дали си чула? Ја видов веќе на телевизија некој прилог дека ќе се отвара така, мене ми беше логично, после толку време работа, 20 и кусур години во музика, и некако после распадот на Лебисол дојде Анастазија групата, они ме поканија на европска турнеја као промоција на нивниот компакт диск со музиката од Пред дождот, кој беше во издание на Полиграм, и веќе ги знаеја, им се организираше турнеја низ Европа, која што траеше можеби 2-3 години, така по 10 концерти годишно, и со нив продолжив озвучување на светски сцени, познати на одлични разгласи, и некако се префрлив на паралелно, како тречеше, работева со Анастазија во филмскиот звук. Ме поканија на серијата Наша мало. Почна да се средува. И еден од режисерите, Игор Иванов Изи, он работеше светло со Анастазија, вика, бе, се снима една серија, вика, американци ја снимаат, американски пари, вика, таму се некои шупаци, така се изразуваше, вика, знаеш ли ти тоа тон, како се прави тоа тон? Викам, че дознам, бе, че нема проблем. Вземав тоа книгите, добро, што требало, ова требало, нема проблем. Они веќе снимаа првата сезона и сега требаше монтажа, постпродукција. И тука некако влегов во тој у Наша мало како постпродукција, и веќе од следната сезона веќе го превземав целиот дел, набавив опрема за снимање, звук за филм. Таму имаш специјални микрофони, многу насочени и многу додатни преносни рекордери, миксери. Многу интересно ми стана тоа, пошто немаше веќе музика. Музикава отиде веќе малце, се пресели у спална соба со компјутери, со една клавиатура, луѓето сами си правеа некакви музики, демократизација на уметноста музичка. Сите станаа некои автори, тонмајстори, големиве студија почна да пропаѓаат и во светот. Така беше таа една голема криза, преодот од аналогна во дигитална технологија. Аналогната технологија беше многу скапа, као стари Мерцедес, и еден магнетофон кошташе колку еден Мерцедес да купиш. Така да филмската индустрија некако ми се виде поинтересна, имаше многу патувања, снимање на терен. Тоа е многу интересно и многу тешка работа е таа, колку и да изгледа едноставно. Толку јас сакав да ве запрашам околу филмот, баш и вие што го спомнате филмот баш сега. Панкот не е мртов, исто така вие бевте дел од Панкот не е мртов. Да, уживав у тоа чудо. Некако осеќав должност да се одолжам на колегите музичари на малце поинаков начин, Да. И тука да придонесам. А филмот е друга зверка, мислам. Музиката е стварно огромна и тонските снимања, музичките снимања се најкритични се они, најкритични, значи секој тон се мери на грамови се мери. Имаш оркестри, разни инструменти, вокални солисти, глас да снимаш. Но филмот е сосема друг звер, тоа е. Дали сте одбиле, професоре, филм, вие сте биле дел од многу филмови, но дали сте одбиле, например, филм заради тоа што визуелно, заради тоа што, например, уметнички не ви се допаја баш? Па не сум бил у таква прилика, затоа што беше веќе
треба да обстанеш од нешто. Вие се строг професионалец, буквално се договарате. Да, мислам. И ти многу малце придонесеш голем дел. Филмот е 50% слика, 50% звук, нели? Тоа се цело време се пратат, се дополнува. Но самиот процес, тоа проклетство на тонците во филм, тоа влече од првите звучни филмови, кога тонецот бил главен таму. Шушнало, тоа треснало врата, некој влегол, зборел, некој стоп, а се оди лента. Од кога научиле дека може да го снимаат тонот на лента па да го монтираат, рекле вие тонциве таму чуш и глас да не ви чуем. Тонец не сме да прекине снимање. Се расипало нешто, ништо ќе даваш само визуелен некој знак. До крај мора да истече додека не каже режисерот стоп, па тогаш ќе идеш, извинете, на пола се прекина ова, мораш, затоа што тонот можеш да го рекреираш и во постпродукција. Нели, битно е. Веќе има и надсинхронизација. Таму е све, сликата е најбитна. А се друго е пратече. И тонот се прави за филм у постпродукција. Не е тоа материјалот од терен земен и стаен и толку. Професор, а сте биле ли, например, дел од филм каде што можеби сте се запрашале што барам јас тука, например. Јас добро тука сум, но што барам овдека? Знам, им требам, затоа сум тука. Не сум мислил тоа. Имало моменти до музика која снимав, која ќе се десат проблеми, па не можело ова, па одложено снимање, па не те пуштат од работа да идеш на концерт или нешто така, викам, леле, ќе батали ова све, ќе идам овчар, ќе бидам. Барем у природа со овци. Нема вези, имало такви кризи, но... Според вас, најдобар македонски филм? Филмски критичар, јас се уште сум... Вака, од ваша, ајде, најдобар македонски филм, па ги има неколку, сега да не се навраќам пред да се родам јас, но има многу добри филми. Мене прв што ми оставил впечаток е Црно семе, например, филмот. Ми се допаѓаше, он беше и македонски представник за, тоест представник од Југославија за Оскар некоја година таму. Мислам беше у тие кандидатите за 5 одбрани или како. Пред дождот. Мислам тоа е некоја мало прекретница. Ми се свиѓа као тинеџер Истрел, филмот на Бранко Гапо за Скопје, скопска приказка. Углавном тие од времето на окупацијата, такви филмови беа. Потоа, мислам, да не ги спомнам сега, Сиња Штркот, сега што е кандидиран за Оскар, мислам, тоа е фантастичен филм. Да не навредам некого, но сепак ја не сум толку филмофил. Тама сакав да е, значи, аудио, според вас аудио најдобар филм, според, во вашава. Па тука многу би стаиле некои акциони филмови, затоа што се полни со експлозии, со такви, со тркања, со кочења, со мотори. Сега, Тонски ги има многу филмови, класика е Апокалипса сега, тоа е првиот репер кога се зборува за саунд дизајн. Саунд дизајн е оформена таа кованица многу скоро, мислам, со Апокалипса сега, на Копола, тогаш е искован тој термин саунд дизајн, во чест на монтажерот и звучниот микс на Уолтер Мърч. Тоа е еден познат монтажер и веќе во години. Човекот се уште витален, кој што буквално ги поставил, не се правила, него поставил нивото, саунд дизајнерот, човекот одговорен за звукот генерално, од почеток, од припремите до последниот збор. Начинот на снимање, кој правец да се движи звукот и така натаму. Тука е отворено, мислам, јас со тоа моје искуство као музички снимател, кога почнав со филм да се бавам, се осеќав као риба у океан. Премногу звук има. У филм има многу звук, огромна динамика. Нели, ако гледаш нормално у киносала, на големо платно со сериозно озвучување. Сега го имаме веќе сараундот, а да не зборуваме понатака тој повише канален систем, тие Dolby Atmos и не знам што.
Со вас денеска говоревме околу нормално околу вашата кариера, околу музиката, околу филмот, но и политиката си иде само последователно, буквално се преплетува, би рекол, со уметноста, за жал. Цело време. Колку во Македонија тоа е на високо ставена политиката во уметноста, во театарот, во филмот? Дали има политика, например? На високо, ја би рекол на длабоко, влезена, не толку високо. Да, сега политика стана естрада, мислам, тоа е грдото. Па на естрада имаш секакви креатури, мислам, не знам што да кажам. Да, влијае тоа, мислам. Дури и да си професионалец, тука, знаеш, може едноставно не сака за тебе, затоа што си работел со некој друг, мислам, но јас не се поставувам така и не се ни гледам така. Мислам, јас конкретно нешто работам. Тие фондови за филм да се направи, тие ги дават на одредени режисери блиски до власта, например? Па тоа, како е која власт доаѓа, да, имаат предности луѓе што се и поделено е, мислам, тоа. Тој дуализам се рашени у полигамија, онака, многу партии сето тоа во ред е да се чујат различни мислења и сето тоа некако да се склопи. Мене ми беше пример Данска, например, со многу партии, демек, да, потешко се договараат, ама кој ќе се договорат, сите се задоволни, но се изгледа као, не знам, политика, не сум бил член, освен како пионер, знам, бев Титов пионер, прво деление, моравме да се заколнеме, и у војска, ама тоа траеше толку, знаеш, се даваш заклетва, но, не сум бил партииве, да, гледам сега кој што и гледам како уствари се раздвојуваат и сега ти пливаш тука у некој си помеѓу нешто. Балансираш, сега можеш да се дозволиш да критикуваш и вамо и тамо, но сегашната состојба во македонската култура вака според вас добро е вака на завидно ниво или може подобро или не? Па она била секој пат и се уште, може да имало кризи, падови, но еве со филмската уметност, со театарските представи, со музичките изведи, имаме филхармонијата, го имаме новиот джез ансамбл, да, тука политиката, сега тоа треба да е државата, тоест тие што се владата, тие се таму имаат министри за култура, тоа тука треба да се крчка и да се поддржува, мислам, тоа е спринг реверб се викава. Такви биле првите реверби. Така. Зошто секаде во регионот, например, еве, па и Сараево, значи и Белград, и Загреб, и Софија, и секаде, има повеќе филмови од Македонија? Дали глумци ли немаме? Филмски работници ли немаме? Мал пазар сме. Филмски работници, јас сум филмски работник, веќе неколку години, по стари години се зачланив, сега сум моментално и член на управниот одбор. Мал е пазарот, немаме ние толку кина, мислам, мал, толку ќе наполниш 10 сали, толку ќе го видат тие што ги интересира. Види колку гужва има на овие звездиве од естрадава, од надвор што ни доаѓаат, стадиони полнат. Па сега веќе во поново време прво ги јапсат, па ги враќаат некако назад. Па нормално се. Мислам, сепак веќе ако сакаш ред да ако сме пазарно стопанство, ќе идеш по правилата на домаќинот, нема сега ти као неосвоена земја Елдорадо, така и ја третира Македонија. Влага, ќе отиде у некој диско, нити си знаеш дека била. И земе парите си отиде? Да. Па ние така настапувавме тоа кога почна да се распаѓа Југославија, Лебисол, за кеш се свираше. И идеш онака буквално, не почнеш концерт додека не ти ги платат париве. Као каубојци се осеќавме. На бина, у гардероба ништо не остававме, торбата со парите, тука до бубањат, меѓу појачалото на Владко и Бубањов и сите да може да ја гледат и јас. Бина, тука се париве, завршува концерт, дуровие, нешто потписи ваму таму, пакува и опремата, париве, ова, и беге одма вечерта, како спиење тука.
Така беше. Вие бевте за парите задолжен. Не, јас не. Мене пари не ме занимава и така некако ме караше немислено. Професоре, сакам да ви се заблагодарам што ни бевте гостин. Си мислам дека си направивме еден интересен разговор. Па не се доискажавме за факултетот, факултетот ви ме праша за новите генерации. Да, ги има, мислам, навистина музика се отвори демократизација, секаква музика има многу глупави музики, погото популарни музики, со овие YouTube, како се прави ова, како се do it yourself и тие работи. Веќе почнуваат песниве да личат една на друга неверојатно. Од топ 10, од топ 20, 10 се исто звучат. Прави музика, IT. Па да, требало овој плагин да го ставиш, требало овој плагин, требало тоа и така ќе добиеш снимка, знаеш све што те интересира, можеш да видиш како се прави, ќе го направиш по такво нешто и не знам, песни 10 исто звучат. Женски ве пеат као мушки, мушки ве као женски. Така тие се за една употреба. И ќе остане по некој хит као да не вадам се. Ама не е тоа, гледам дека според вас дека не ви се допаѓа нешто овој. Не ми се допаѓа овој мејнстримот, иначе има многу добра музика. Само треба да имаш да се копа. Ја немам време да копам, главном слушам Jazz FM, тоа ми свири, знам да сменам нешто на 89,1 кој беа тие лайф радио, па малце така музика од 80-тите, 90-тите. Да, има многу добра музика, има многу фантастична музика. Но ова мејнстримов не можам радио да слушам никако, знаеш, тие хитови песни. Новата песна се ми личи иста. Не ме возбудува тој звук. Со вас има уште многу разговор, дефинитивно, и ќе ни дојдете повторно, се надевам. Дај Боже. Драги гледачи, тоа беше професорот Братислав Зафировски Брацо, а вие го гледавте најновото издание на Демократски импулс. Добро знаете дека треба да притиснете лайк, сабскрајб и да го споделите ова видео како би допрало до што поголем број на луѓе.